Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешното. Во денешно време, кога луѓето повеќе сакаат да слушаат приказни кои им ги чешаат ушите, отколку вистината што ги спасува, се почесто ќе слушнете вакви мудрувања. Сите религии водат кон Бога, исто како што многу патчиња водат кон врвот на една планина. Звучи миролюбиво, дури и благородно, нели? Но дали е вистинито? Некои религиозни водачи, кои живеат во својата заблуда, на своите жртви им говорат: замислете дека Бог е на врвот на висока планина, а сите религии се различни патчиња што водат до него. Овие зборови се префинета лага, обвиткана во облик на љубов и толеранција, но се далеко од вистината што спасува. Господ Исус Христос никогаш не објави дека постојат многу патишта што водат до Бога. Тој јасно рече: јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при Отецот освен преку мене. Не преку филозофии, не преку религии создадени од човечки претпоставки, туку преку личноста на воплотениот Бог Исус Христос. Планината може би символизира стремеж кон возвишеното, но единствениот пат што води кон врвот е тесниот пат на Христовата вистина, кој се живее во телото Христово, православната црква. Тој пат не е по мерка на човекот, туку по волјата Божја. Тоа е патот кој е благословен од самиот Господ, патот на православното монаштво и патот на светиот православен христијански брак. Тоа се тие единствени благословени патишта што водат до Господа. Тоа се тие патишта осветени со крвта Христова. Тоа е патот на православието. Тоа е единствениот брод во бурата на животот со кормилар кој води кон спасение. Да, има многу патчиња, но не сите водат кон врвот. Некои се вртат во круг, некои водат во бездна. Само еден пат е осветен со крвта Христова. Да не се залажуваме со човечки бајки и мудрувања. Да не ги заменуваме зборовите на живиот Бог со ласкави зборови кои водат кон пропаст и погибел. Светиот апостол Павле јасно и недвосмислено ни објавува: бидејќи вие треба да ги имате истите мисли што ги имаше Исус Христос, кој ако беше во обличје Божјо, сепак не држеше многу до тоа што е еднаков со Бога, но сам себе се понизи, откако зеде обличје на слуга и се изедначи со луѓето, и по вид се покажа како човек. Сам се смири, откако стана послушен дури до самата смрт, и тоа смрт на крст. Па затоа и Бог високо го издигна и му даде име што е над секое име, та во името на Исуса да ги преклони колената на се што е небесно, земно и подземно, и секој јазик да исповеда дека Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отецот. По молитвите на Мајката Божја, Пресвета Дева Марија, Царицата Небесна, и по молитвите на сите светии, Господ Исус Христос нека се смилува над нас, многу грешните. Амин. Благословено е Царството на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови.
Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешното.